второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Трајните горештини ги наполни ординациите, зголемени интервенции кај деца и вработени во текстилните компании. Водовод испорачува максимална количина на вода, но граѓаните не ја користат рационално. Градоначалникот апелира водата да се штеди. Без вода е Чардаклиско поле, каналите за наводнување се суви, без вода и Виничко Калиманци. Во опасност се луѓето, земјоделските култури и стоката. Енормно е зголемен бројот на интервенции на итната медицинска помош во Штип. Очекувано најбројни пациенти се хронично болните, но загрижувачки е порастот на интервенциите кај децата и кај вработените во текстилните компании. Летните горештини секој тешко ги поднесува, но хронично болните лица и работниците во текстилната индустрија, како што соопштија од итната медицинска помош, го зачестиле јавувањето во нивната служба. Во летните месеци зголемена интервенцијата како на домашни посети, така и на директни прегледи тука во итната медицинска помош Штип. Најмногу страдат хроничните болни, меѓутоа многу високите температури се одразуваат врз здравието и врз целокупната здравствена состојба на сите возрастни групи, така што уште од најмалите, значи како педиатриски случаи, па така преку возрастните и работоспособните луѓе, па се до пензионерите, значи зголемена интервенцијата кај сите. Топлотните удари се повеќе изразени. Пациентите кои посетиле лекарска ординација најмногу се пожалиле на мачни, нагадење, вртоглавица, жежење во главата. Лекарите апелираат пациентите строго да се придржуваат на советите и препораките, се со цел полесно да го надминат овој топлотен бран. Значи луѓето треба да избегнуваат да излегуваат меѓу 11 часови и 17 часови на надворешна температура, мислам на надвор на сонце. Посебно хроничните болни треба да не излегуваат, да бидат на владни простори и да ја земат терапијата, затоа што кај нив може да дојде до влошување на состојбата, значи ако не е редовно земат терапијата. После срцевите болни, луѓето со циркулаторни заболувања, мозочни удари исто така треба да внимаваат. Значи симптомите се знаат. Што се однесува до трудниците, редовно да одат на контрола, да избегнуваат движење на сонце и секако како и за сите луѓе, без разлика на годините и на здравствената состојба, што повеќе да внесуваат течности во организмот, да се избегнува мрсна и калорична храна, овошјето и зеленчукот да бидат во поголем обем на трапезата. Како за подсетување за граѓаните е дека секој работен ден од 18:30 до 21:30 часот низ сите градови на Македонија се поставени мобилни пунктови каде се вршат превентивни прегледи. Општина Кочани се соочува со можни рестрикции на водата. За да не дојде до ова, надлежните апелираат граѓаните рационално да ја трошат водата. Законот предвидува и казни за оние кои неодговорно се однесуваат кон неа. Врз база на апелите, повиците и поплаките од страна на граѓаните на општина Кочани, општината и јавното претпријатие Водовод денес имаа состанок за реакциите на граѓаните околу водоснабдувањето. Надлежните со апел за рационално трошење на водата. После обемните дискусии се донесува неколку заклучоци, односно се констатира дека вода за водоснабдување на граѓаните на општина Кочани има доволно, дека системот е активен, дека системот е во исправна состојба, меѓутоа одредени недоследности, одредени неправилности кои што се во користењето на водата се присутни повеќе отколку што се во оние, ако можеме да ги наречеме, нормални месеци, нормални потрошувачки месеци во текот на годината. Се донесе заклучок да заеднички настапуваме и општината со своите институции и комуналното предпријатие со своите инкасатори и технички служби, за да ова состојба што е можно повеќе се надмини, нашите граѓани имаат едно редовно водоснабдување во текот на сите 24 часа во текот на денот.
Системот на искористеност на капацитетите на комплексот Бунари Градовски Орман се движи до граница од 240 литри во секунда и малку над таа бројка, а вкупниот капацитет, веќе повторам уште еднаш, се движи до 280 литри во секунда. Значи имаме резерви, тие стојат за евентуални проблеми, технички испади и дополнување на целата мрежа водоснабдување и покривање на периодите кога имаме шпицеви во користењето на вода. Во овие месеци со високи температури, за разлика од ланската година, испорачуваме за 15% поголема количина во системот. Истовремено таа се троши и повторно се појавуваат недостатоци, особено на критичните точки од градот, вели директорот на јавното предпријатие Водовод Љупчо Папазов. Но сакам да упатам повик дека Водовод има вода за доволна количина на основните потреби на граѓаните, но Водовод нема вода за злоупотреба од страна на одредени граѓани и скратување на основните минимални количини на делот од граѓаните кои имат во шпицевите во период од 3 до 6 часа недостаток. Затоа покрај апелот ги повикувам да после овие контроли да не бидеме првата општина која ќе го спроведе законското решение од Законот за снабдување со вода и одведување на отпадни води, каде се третира кражбата на вода за кривично дело. Ќе бидеме приморани заради констатираните состојби и заради утврдените факти да применуваме и такви мерки. Затоа граѓаните да се воздржат од злоупотребата на вода, особено кога во овој период е најмногу потребна. Чардаклиско поле 10 дена без вода. Во опасност се земјоделските култури на околу 1500 хектари, околу 500 грла крупен добиток и околу 100 грла овци. Зошто се суви каналите за наводнување, никој не знае. Ова поле е на почетокот од системот за наводнување што минува од Долни Балван кон Лозово, но овој проблем со суви канали често е присутен. Луцерката, пченката и другите земјоделски култури во Чардаклиско 10 ден се без вода. Од никаде нема објаснување зошто водата ја нема, а сопствениците на земјоделски имоти се загрижени бидејќи целиот труд може да им го собере сушата. Јас, на пример, имам 4 хектара луцерка и 4 хектара пченка. Едната нива не може да ја навадам и нема да се навади, нема шанса. На 2 места е пукната цевката и се апелираме да ја направат, ќе ја направиме и не е направено ден денеска. Чардакличани последните години, иако се на почетокот од системот за наводнување, што минува од Долни Балван кон Лозово, постојано се соочуваат со истиот проблем. Водата или ја нема или она која ќе се дистрибуира е со големи загуби поради оштетениот систем за наводнување. Чардаклија сме некако на некој начин најиспоценети од страна на водно стопанство. Нема ни една линија здрава, сите линии има по 2, по 3 цевки испукани, не ги прават, вода и таа што ја пушат така безразборно тече, а па и ја нема. Место да ја пушат водата во мај до крајот на мај, оние пушија во крајот на јуни. Инаку под системот за наводнување во атарот Нова село се наоѓаат околу 1500 хектари кои порано се наводнуваа. Денес едва и 50 хектари. Жителите на Чардаклија очекуваат брзо надминување на проблемот, зашто доколку не се обезбеди водата, во неповрат ќе отидат големи количества суровина за добиточна храна. Во прашање ќе биде доведен и опстанокот на околу 500 грла крупен добиток и околу 1000 грла овци кои се одгледуваат во околината на ова село. Министерството за финансии денес исплати субвенции за градинарски култури во износ од 52,3 милиони денари. Од Министерството соопштуваат дека средствата се префрлени на сметките на 1550 земјоделци. Финансиската подршка за сите градинарски култури изнесува 1,5 денари по продаден килограм на преработувачките капацитети. Освен за пиперка и корнишони, каде подршката изнесува 2,5 денари по килограм. Дел од жителите во село Калиманци, Виничко, на 40 степени немаат редовно снабдување ниту со вода, ниту со електрична енергија. Сточарите од Виничко Калиманци стравуваат дека сушата ќе им ги преполови стадата. Јавното комунално предпријатие Солидарност работи на стабилизирање на водоснабдувањето во Калиманци.
Жештините и сувите пасишта не одат во прилог на животните. Сточарите од Виничко Калиманци стравуваат дека сушата ќе им го преполови не само млекото, туку и стадото. По линијата суви пресушени, ниту изворчиња, ниту кладенчиња. Единствен извор за напојување е бунарскиот систем кој со вода го снабдува село Калиманци. Високи температури мака мачеме највише за вода. Вода нема дека да и напоиме и ќе умира стоката тука. Нема никако, сме слаби со вода. Немаме за домашни употреби вода да имаме. По мај вече цел месец пресана, имаше бунари, ама пресана. Инаку водата исправна ли е барем за пиење? Исправна, не сме до сега на ден нешто не е загадено, не е намено. Немаме никакви повреди. Со патишта сме па добри, а со водата сме лоши многу. Вани ич не е однемува. Така? Изнасил го до се. А сега почна да однемува. Кога има, кога нема. Најпак тука замина и кажува, вика, одено, 3 пати ќе однемува и пак ќе дооди, помалце. С нощја нема од 5 сата, па се валеа, прокај 7 дојде. Напана се шишења, туби, да се имам за стално. Од јавното комунално предпријатие Солидарност денес со цистерна се напојуваше бунарскиот систем, а веќе неколку дена се работи на нови зафати за обезбедување доволни количини на вода. Немаше доволни количини на вода кои што доаѓаа во бунарското построение, а ние извршивме една интервенција од два нови извори, ја спроведовме водата во бунарското построение, така да очекувам деновиве да се стабилизира водоснабдувањето. Не само водата, и струјата е проблем за жителите од оваа ридско-планинско место. И бунарето пресана. Бунаре имаме, струја немаме. Струјата не јаде. А зошто немате струја? Немаме струјич. Слаба е струјата. На светичка. Кога е најпотребна ја нема, а кога ја има во изобилство, стравуваме и не знаеме да ја абсорбираме во изградба на нови брани акумулации за кои со години се зборува. Но за жал, многу малку или воопшто не се инвестира. Јавното предпријатие ИСАР Штип ќе инсталира 13.000 водомери кои ќе донесат бенефит и на граѓаните и на предпријатието. ИСАР ќе има прецизен увид во потрошувачката, но и во загубите на вода, а граѓаните ќе добијат прецизно мерило за потрошената вода. Јавното предпријатие ИСАР доби позитивен одговор на апликацијата до Европската инвестициона банка за одобрување на средства за замена на старите водомери со нови дигитални. Со ова се заокружува годишната мака за да се добијат овие пари од 1.500.000, се правени повеќе обиди, неуспешни. Проектот беше направен експресно беше одговорено и веќе можеме да кажеме дека Штипјани добиваат 1.500.000 евра гратис. Доколку административните работи бидат завршени на време, замената на старите водомери ќе започне за 1 месец, при што во догледно време ќе бидат заменети сите над 13.000 броила. Реализацијата на овој проект ќе значи бенефит за сите и за јавното предпријатие ИСАР, но уште повеќе за граѓаните, чии броила наместо инкасаторите ќе бидат следени и читани компјутерски од центар кој ќе биде сместен во управната зграда на ИСАР. Најголема корист ќе имаат граѓаните на град Штип од оваа инвестиција, со тоа што ќе имаат прецизно, точно мерење на водата. Значи ќе имат заштеди на самата вода, инкасаторот нема да мора да влегува внатре за да ги чита водомерите. Значи секогаш кога ќе имат некои загуби на вода, кога чешмата ќе тече повеќе расипана чешма, кај нас во компјутерскиот систем во софтверот ќе алармира и ќе каже дека мора да се интервенира. Предноста ќе биде таа што во секое време ќе имаме информација дали некаде водата се губи, дали тече, дали имаме дефект кај водомерите, бидејќи новите водомери не овозможуваат значи следење на целокупната потрошувачка. Дали би била нормална, дали имаме некој дефект во протокот на водата. Со замената на старите со нови водомери ќе се зголеми и увидот за вкупната потрошувачка на вода, загубите и евентуалните дефеци кои се јавуваат на водоводната и разделната мрежа. 77 годишен старец Генчо Ј се удави во Каменичка река. Вчера е пронајден во место викано Долна река во Македонска Каменица. Предходно на 19 јули тој бил пријавен од неговиот син Ј.Ј. како исчезнат, откако излегол од дома и не се вратил. На лице место во Македонска Каменица вчера излезе полицијата која изврши увид. Лекарите констатираа смрт со давење, а на телото на починатиот не се пронајдени траги на насилство. Инаку Генчо Ј е втора жртва на Каменичка река за една недела. Предходно во оваа река беше пронајдено телото на 85 годишен жител на Македонска Каменица. Исчезна 37 годишен кочанчанец со иницијали ДА. Последен пат е забележан завчера во 15 часот, кога излегол од својот дом и повеќе не се вратил.
Богата музичка програма во Македонска каменица за денот на градот. На централната свеченост настапки има балканската ѕвезда Лепа Брена. Така одлучија граѓаните на Македонска каменица. И ова лето, граѓаните на Истокот ќе бидат сведоци на голем број настапи на македонски и балкански ѕвезди. Во спроведената анкета, граѓаните на Македонска каменица избра Лепа Брена да биде главната ѕвезда на прославата по повод денот на градот на 28 август. Во изборот беа вклучени Јелена Розга и Владо Георгиев, но граѓаните одлучија кралицата на српската музика Лепа Брена да пее на големата сцена на плоштадот во Македонска каменица. И оваа година, како и претходните години, ќе се организира каменичко културно лето, како и секоја година со поддршка на нашиот, да кажеме, партнер во организацијата на Систе настани Рудникот Саса, кој што е спонзор за оваа манифестација. Ќе организираме покрај Ден на диаспората, кој што ќе се одржи во првата половина на август. Каменичко културно лето ќе започне од 25 август со разноразна програма, со културно-уметнички друштва, со етно состави, со учество на македонски, да кажем, естрадни ѕвезди. И секако на 28 август, како што најавивме, значи ќе имаме балканска ѕвезда, преговорите се при крај, веќе е договорено, значи планираме на 28 август да биде овде присутна Лепа Брена заедно со нејзиниот оркестар. Подготовките се веќе во тек, интензитетот ќе се зголеми во втората половина на август и се надеваме дека како и претходните години, дека и оваа година ќе имаме едно убаво каменичко културно лето, дека ќе ги анимираме граѓаните од регионот да дојдат да ја посетат општина Македонска каменица, да го видат се она што го организираме, како го збогатуваме културниот живот на граѓаните и се надеваме дека ќе има бенефит како за општината, така и за сите оние кои што очекуваат од овој настан да остварат и некаков економски профит. Покрај Лепа Брена во рамки на каменичкото културно лето ќе настапат и голем број на домашни звезди од забавната и народната музика. На 28 август Македонска каменица со богата програма и големите музички звезди привлекува околу 15.000 гости. Дом на млади Штип собира донации за опрема за озвучување и осветлување. $70.000 се потребните средства кои Дом на млади ги обезбедува на оригинален начин. Дом на млади со најнов проект за подобрување на паричниот фонд кој ќе биде наменет за конкретни цели. На виртуелен начин на одредена интернет страница упатува апел за интересираните кои сакаат да инвестираат, тоа да го сторат преку интернет, а средствата ќе бидат наменети за подобрување на техниката, со цел подобрување на условите за организирање настани за младите, но и повозрастните генерации. Ова го правиме преку еден интересен проект, преку една кампања која ја поставивме на веб страна, која е светски позната и на која веб страна е образложен целиот проект заедно со видеоматеријал направен од вработените на Домот на младите и таму секој кој што има желба да помогне на Домот на младите би можел тоа да го стори со донирање на финансиски средства на токму таа веб страна која се нарекува Indiegogo, а проектот на Домот на младите се нарекува Save the Music, Raise the Youth. Сите луѓе од целиот свет би можеле да донираат таму пари и да ја покажат својата општествена одговорност и придонес кон заедницата. Спасете ја музиката, воздигнете ја младоста е логото под кое се реализира овој проект на Дом на млади, а се подразбира инвестирањето во музиката, конкретно во опрема за озвучување и осветлување. Опремата со која располага Домот на младите е навистина застарена, дотраена, некаде 20 до 30 години употребувана овде, што значи дека веќе е дојдено време таа да се промени и ние пронаоѓаме начини како тоа да го направиме. Кампањата на Дом на млади на Indiegogo страната е поставена пред 2 дена и веќе има неколку донации. За сите заинтересирани кои сакаат да инвестираат, од Дом на млади известуваат дека кампањата ќе се наоѓа на страната во наредните 38 дена, во текот на кои очекуваат да се постигне поставената сума во износ од $70.000. Доколку не се соберат овие средства, колку и да се вкупно, ќе бидат искористени за подобрување на техничката опрема во Дом на млади. Серија експлозии одекнаа во нигерискиот град Гомбе, при што животот го загубија најмалку 40 лица.
Според представници на безбедносните сили, терористичките напади били изведени на 2 автобуски станици. Безбедносните аналитичари велат дека нападите го имаат печатот на исламистичката група Боко Харам, која редовно активира бомби на места каде се собираат многу луѓе. Најмалку 15 лица се удавија по судир на патнички брод што пловел по Нил со товарен брод. Судирот довел до превртување на бродот, пошто тој потонал. 6 лица се спасени, а капетанот на товарниот брод е уапсен. Сообраќајот по Нил е многу преоптоварен, особено во близина на Каиро, каде голем број египчани празнуваат по светиот месец Рамазан. Грчкиот парламент го усвои вториот пакет мерки за реформи, што беше условот за почнување преговори со меѓународните кредитори. Законот предвидува измени во граѓанско-процесниот кодекс, насочени кон тешките и предолги процеси, мерки за продажба на тендери на недвижните имоти на должниците од хипотекарните кредити, како и интегрирање на грчкото законодавство во директивите на Европската унија за заздравување на финансиските институции. Во иднина при банкарски крах, првиот удар ќе биде врз акционерите. Денес во Фудбалската федерација на Македонија со ждрепка беа одредени двојките за новата надпреварувачка сезона 2015-2016 година во првата македонска фудбалска лига. На стартот на новата надпреварувачка сезона, закажана за 9 август, најинтересно се очекува да биде на арената Филип II, каде актуелниот шампион Вардар ќе го пречека новиот прволигаш Шкупи. Екипата на Шкендија во првото коло ќе го пречека дебитантот на првата лига тимот на Младост Царев Двор, додека Брегалница Штип ќе го пречека Работнички, каде се очекува уште еден интересен надпревар. Останатите два надпревари, Металург ќе го пречека Силекс, додека Ренова ќе гостува кај Хоризонт Турново. Сите надпревари од првото коло ќе се одиграат на 9 август во 17 часот и 30 минути. Денес во Фудбалската федерација на Македонија беа извлечени двојките во втората фудбалска лига за новата сезона. Ова беше се што ви подготвивме. Со нови содржини се гледаме утре. Имајте пријатна вечер.